Добар ден, драги пријатели. Неколку дена се немаме слушното. Денеска одлучив повторно да зборувам за глобалната политичка сцена. Не би сакал за домашната од многу причини. Не сакам лебо да го взимам на советниците и на премиерот и на позицијата. А и не се покафански муабети. Значи, денеска ќе зборувам многу интересна работа која следа долго време како аналитичар и ме чуди како досега председателот на САД Доналд Трамп не го забележува тоа и Европа. Интересна работа, првиот разговор со Доналд Трамп, председателот на САД, го имаше со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Траеше околу час и половина, што ја погоди доста Европа и буквално Европа е отфрли како незначајен играч во преговорите која е прашена Украина. Кога треба да се нагласи дека е трета година се војува, но зашто се војува? Не само што НАТО ја наружа Украина, веќе од 2014 беше подготвувано, но мора да се каже дека Украина во моментот има, иако не е НАТО членка, најсилна војска. Кога е НАТО во прашање на Западот, сите останати да се соберат, да не беше Русија, значи и Франција, и Англија, Велика Британија и Германија, веќе може да соберат Украина. Но што прави Путин? Кога е Украина во прашање, после ќе поминеме на насловната тема. Путин можеше Украина да ја собира 22, 3 нека биде. Они дојде до Киев со подобранците, може да сменат власта, но што ќе направиш? Прво, во Украина ќе се создадува партизански единици. Значи, Украина, да, има големо руско влијание, поточно руско говорно подрачје, многу руси, тоа е поранешна дел, не само Советскиот сојуз, и царска Русија, иако во еден период беше и полско-литванското. Управа и така натаму. Значи, Украина станува држава 1919 со Октомвриската револуција, за да стане една од подписниците од 10 републики, Ленин, кој неко со еврејско потекло, со блиндиран воз доаѓа преку Германија во Русија, он на Русија го одзима Донбас и го подарува на Украина и други територии тука, значи тука и Харков, Одеса, Николаев, тоа се се руски територии. Одеса ја гради Катерина II. Подоцна со доаѓањето на новиот председател кој доаѓа исто до Украина, кој исто така го подарува не ми текнува Хрушов, пардон, 56 година го подарува Крим на Украина, значи тоа се руски територии. Не случајно веднаш Крим беше припаен повторно кон Русија со 2014 без испука Куршум. Значи, што прави Путин, Владимир Путин, со председател на Руската Федерација во Украина? Етапно го прави тоа. Но сами кажа дека 2014 не беше подготвен да делува. Значи, од 2014 почнува Русија со современото надвожно оружје или
хиперсонично, како сакате, со своите нови ПВО системи и ракети и така натаму. Значи, во моментот да сила број 1, уште може има сигурно 10 години, мислам дали Даглас беше генералот амерички, кој кажа дека во моментот Русија е посилна заедно од САД, заедно со цело НАТО. И што се случува? Трамп направи една пауза, што САД направи огромна грешка, што 2020 го укради изборите, со време да е до голема економска криза во САД, САД веќе почнува да отпуштаат. Се отпуштаат многу работници, над 3 милиона се отпуштени, се бркаат имигрантите, бидејќи нема доволна сила. Трамп овие санкции што ги уведуваш, особено кон Кина, се од причина да Кина многу од своето производство го пресили во САД, со би вработила и американци. Таа е целата приказна со царините. Инаку Зеленски, кој е евреј потекло, седи на две столчиња, поточно он не само Трамп, он и Европа влече за нос. Со договор, многу пати укажав дека он е човек на Владимир Путин, он е роден во Криви Рог, инаку северско потекло, самиот кажува дека украински не знаел, дека првиот мачин јазик му бил руски, но не е руски, него украински. И многу пати кажувам кој зборува, ќе видите дека акцентот не му е руски. Се познава дека е далеко тоа, а и во моментот низ Украина има многу протести на војската против него. Значи, целта на Зеленски е понатаму иста. Него Трамп го натера да појде во Турција со најдобрите, а Русија прати трета лига. Јасно и укажа дека Владимир Путин укажа на Трамп дека не се више дораснати и не можат било какви санкции, што се закануваат не помагаат. До сега воведува илјадници, ништо не помогна. И сега кога воведува санкции кон бродовите во сенка на руски, дали се со тоа времето ќе покаже, што превезуваат руска нафта. Норвешка еден блокираше втор, но веднаш Русија го блокираше, дали нигерски беше брод, не ме тресе за збор, кој плуваше низ руските води, а превезуваше нафта американска, значи од шкрилци. Значи Путин враќа. И што е најинтересно, Трамп е свесен дека не е подготвен за војна, бар не сега, а Европа не е. Тие причини Европа е Украина е препушти на Европа. И тука доаѓа до сведо на Страмер, на британскиот премиер, на Мерц, германскиот, на Макрон, но тоа се се немоти. Тие само Франција е нуклеарна сила, додека Британија тие нуклеарки што ги доби, ги чува во САД, значи не би можел да употреби ништо, а Мерц се плаши да прати Таурус ракети со дракосерни последици што би било за Русија. И сега што прави исто САД? Он се обидува заедно со Израел да изгледа златен штит, златна купола, поточно кажано, но таа не помага. Се види дека беше пробиена. Мислам, не постои совршено ПВО систем. И Русија за сега имат најдобри ПВО системи, тоа се 400, С-500, а покојниот Жириновски викаше дека има и 700. И никој С-500 може да се гајат и поблиските сателити, што се до орбитата на Земјата. Значи, улогата Зеленски си игра одлично. Сега ги вовлекува Европа, а Европа е во еден страшен колапс, економски зборов, исто како САД, во рецесија, и се закануваат со санкција, тоа е исто како да си пукаат него нога во уста.
Па гледаме што се случува во Европската унија, доаѓа до распад, караници. Зеленски не знам како ќе заврши, иако во еден момент, минатата година мислам беше, Путин му кажа дека му нуди азил, нема проблем, иако он е доста богат, има имот скоро низ цела Европа, и во Шпанија, чак има и во Южноафриканската, кај Египет, но кај купуваш име на неговата тешца, била не знам колку милиона беше, не ме држи се ексклузивно. Не случајно Хазарова, која е потправил на Лавров, го прашуваше Маск, кој е најбогат американец од 270 милиарди, ама се виртуални во акции, дали има 60 милиарди кеш. Оја остана без одговор, а 60 милиарди кеш има Зеленски. Ој е одличен глумец, тоа се добро. Интересна работа, например, од Курската област и навакоме, ој нареди да не сме да има публикување. Што значи тоа? Што го збореше Русија пред време, дека главна цел на Русија е дезинфикација на украинската војска а на НАТО тоа го прави Зеленски, празнејќи ги магазините на НАТО, не е подготвен за војна со Русија. Естонците може да го изедат дебело, мислам, балтичките земји, бидејќи бродовите плуват по меѓународни води. Значи, во моментот Европа оди на рушење на Трамп. Бидејќи со Бајден мисля дека беа послободни, на господин Трамп ја би му препорачал да обрне огромно внимание, бидејќи во моментот Марс му транзитира низ него 12 куќа на подсвест, а од 1 до 10 јуни ќе биде во силна конјункција на транзитен и негов натален Марс. Значи, постои голема опасност за неговата безбедност, не е чудо да има обиди за ликвидација. Инако прошетките на Доналд Трамп, председател на САД, на Емиратите, Саудитска Арабија, Катар, тоа беше да се избави дома на домашната сцена, бидејќи војната индустрија на САД полека пропаѓа, немат и доволно работници, а имат многу залиха. Он успеа, мислам, само на Саудитска Арабија да продаде оружје, кој ќе втора класа, може да се каже, во вредност со 142 милиарди, и Емиратите купија нешто и Катар. Но што му направија во Саудитска Арабија? Го понижија. Како го понижија? Не остави, буквално го исмеја. Принцот на Саудитска Арабија на господин Доналд Трамп, председател на САД, му подари авион. Кој авион? Амерички, Боинг. Нешто посовремено. Значи, тоа е за мене едно испивање. Не случајно веднаш доби критика од неговите најблиски соработници, што го примил тој подарок. Европа буквално, поточно Европската унија, влегува во жеп песокот кој не мигдас. Ја многу пати, уште минатата година, дека со 2025 година почнува распад на ЕУ и на НАТО. За ЕУ сме сведоци, создават и големи караници и инциденти во самиот Европски парламент. Така да наши владата не треба да се кера околу тоа и не треба да брза нити да престанува за внесување на бугарите во УСО без примање на Македонија во Европската унија, која нема никогаш да се случи. Не само нити Албанија ќе влезе во ЕУ, нити Србија, нити било кој. Желбата не е да целиот Балкан вклучи во Европската унија, тоа е пуста желба, бидејќи не се мокни за тоа, нити има средства сега. Во длабока рецесија, Германија ќе трета година во рецесија, тука се и другите земји. И тука би завршил со оваа анализа. Би посекал вовде.
И оние што имаат жалба нормално, да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплати се. И свека може да ме следат и на TikTok, како и на Instagram. Ми влечем некои погрешни потези, но не е тоа моја работа. Примерно си има советници, опозицијата исто така. Моја, така, кој ќе ви пренесувам глобална политичка сцена. А кој знае од нашите политичари да извлече полука од оваа моја анализа, ќе знае каде државата треба да се движи и во кој правец. Драги пријатели, посакувам ден со Македонија и со затворот напред. Се гледаме во арената анализа наскоро.